Почнуваме со вестите. Илјадници верници вчера се поклонија пред моштите на епископот Велички Гаврил Светогорец, а се думина поради големата масовност колабира. Изминатиот викенд Штип го презеде приматот на македонскиот Ерусалим. Илјадници православни верници од целата држава, но и од странство, дојдоа да се поклонат пред моштите на Гаврил Светогорец, епископот Велички. Најавени биле над 30 на автобуси, но верниците пристигнуваа со комбиња и сопствен превоз. Соборниот храм Свети Никола беше претесен за да ги собере сите. Каде доаѓате вие? Ние Битола. Да, од Битола доаѓате денес во Штип, така ли? Да, дено не носи. Од Кочани. Од Кочани. Еве да ни кажете, денес сте во Штип, прогласување на светлицот, убаво ли е чувството? Па добро е чувството. Да, добро е чувството. Каде доаѓате? Не, од Скопје. Од Скопје. И како еве денес овде, како ви се попаѓа? Тие кои не успеаја да влезат внатре, целата церемонија можеа да ја следат на видеобим кој беше поставен во дворот на Соборниот храм. Масовноста беше причина за 7 верници да колабираат и со носилки на брзата помош да бидат изведени од црквата. Инаку во завршна фаза е и црквата која ќе биде посветена на Гаврил Светогорец. Таа се наоѓа на местото каде што пред половина век била поставена статуа изработена од него. Истакнам дека црквата која е посветена на Свети Гаврил, епископ Велички Светогорец, е во полна пареја, се гради. Карабината е веќе готова, се надеваме дека за 2 месеца комплетно ќе биде завршена и моштите ќе бидат пренесени во црквата која ќе го носи името Свети Гаврил. Моштите на духовникот кој правеше чуда до вчера беа изложени во Свети Никола, а од денес во стаклен ковчег повторно се поставени во Лесновскиот манастир. На социјалните мрежи од вчера се појави и раритетна видеоснимка од литургија со која чиноначалствувал епископот Велички. Се намалува старосната граница кај малолетничкиот криминал. Крадците кои оперираат по куќите имаат и по само 12 години. Втора тема во овој дневник е малолетничкиот криминал. Малолетници се сторители на тешки кражби и разбойништва на улица. Полицијата ги идентификува како членови на криминални банди. Возрастната граница кај малолетничкиот криминал се спушти на 12 години. Фактот дека малолетничкиот криминал зема замав, а тоа значи дека се повеќе малолетници се јавуваат како сторители на кривични дела, загрижува. СВР Штип минатата недела во криминална група идентификуваше дури 7 малолетници, ги осомничи за тешки кражби и поднесе известување. Најмалиот учесник во кражбите имал само 12 години. Секторот за внатрешни работи Штип по преземените мерки и активности расветли 9 кривични дела, тешка кражба, и за овие кривични дела до основното јавно обвинителство Штип поднесе 3 кривични пријави против 3 лица и 3 известувања против 7 малолетници на возраст од 12 до 17 години, за кои постои основано сомнение дека се можни сторители на овие кривични дела. Криминалната група за неполн месеци причинила штета на граѓаните за повеќе од 3000 евра. Од Центарот за социјални работи во Штип вела дека станува збор за рецидивисти. Не е зголемен бројот на малолетници, туку на кривичните дела сторени од истите деца, велат од таму. До 14 години за малолетните лица сторители на кривични дела и прекршоци се превземаат мерки за помош и заштита од страна на Центарот за социјални работи. Над 14 години се води постапка од страна на основното јавно обвинителство и се предлагаат воспитни мерки и воспитно-заводски мерки. Ние работиме со малолетниците и родителите на децата кои се јавуваат како сторители на овие дела, велат од Центарот за социјални работи во Штип. За социолозите поростот на овој вид на криминал е детерминиран од повеќе фактори. Сепак дали децата ќе тргнат по тој пат зависи од семејството. Имаме и деца на родители кои што се и доволно ситуирани, меѓутоа желбата да се посегне по нешто, друштвото, притисокот на друштвото во кое е вклопено тоа дете, дека треба да се нешто земе, направи, било предмет да се поземи или украде, како да речеме, или возило, или дел од нешто од семејството. Така да не може да се каже дека секој пат е Тоа причина
причина за овие лица да тргнат по тој пат. Полицијата осомничи 14 годишник од Штип дека е сторител на 2 разбойништва, откако на улица нападна и ограби 2 штипјанки. СВР Штип бележи зголемување на малолетничката деликвенција за 36% и тоа во втората половина од годината, лани споредбено со истиот период од 2015 година. Од 19 малолетни сторители кои извршиле 20 кривични дела, како повторници се појавиле 4 лица. Од полицијата е и следнава вест. Кривична пријава поднесе полицијата за референт во Кочанското шумско стопанство. Со пријавата 37 годишниот ЛН од Злетово се товари дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Минатата година во месец септември во 2 наврати тој во својство на службено лице во ова шумско предпријатие како референт за сеча, дотур и превоз во приватни шуми во јавното предпријатие Македонски шуми подружница Осогово Кочани ги пречекорил овластувањата со тоа што издал 3 испратници за превоз на дабово огревно дрво за извезена дрвна маса од една парцела во вкупна количина од 35,50 кубни метри огревно дрво. Наведената количина била изнесена, но утврдено е дека не потекнувала од таа парцела, односно во наведената катастарска парцела за која биле изготвени испратниците не била вршена сеча. На овој начин им овозможил на собствениците да се стекнат со противправна имотна корист во висина од 88.350 денари. И во 21. век се уште се склучуваат малолетнички бракови. Оваа појава најмногу е изразена кај ромската популација. Во наредниот период мора да се работи на подигање на свеста како кај родителите, така и кај децата од 12 до 18 годишна возраст, алармира невладиниот сектор и институциите. Малолетничките бракови не се дел од традицијата. Е мотото под кое невладиниот сектор, институциите и дел од ромската популација денес дебатираа во Штип. За жал и во 21. век се уште се склучуваат малолетнички бракови. Оваа појава е неизразена кај ромската популација. Малолетничките бракови треба да се гледаат и како форма на родово базирано насилство. Значи, заради тоа и треба отворено и родителите и децата да разговараат во рамки на семејството, да се превенира оваа појава и да останат во образовниот процес, секако во рамки на образовниот процес и дополнително да се зборува за сексуално сеопфатно сексуално образование, заради тоа што превенцијата од малолетничките бракови може да се искорени доколку отворено се зборува и за сексуално образование. Согласно кривичниот законник, стапувањето во брак со малолетник е казниво со закон, а лицето кое стапува во заедница може да добие максимална казна затвор до 5 години. Никој не може да стапи во брак од 18 години, иако има од тоа правило исклучоци, значи со одлука на надлежен орган, на судот, да може и со и лице кое е помеѓу 16 и 18 годишна возраст, меѓутоа тоа е оценка на судот пред стручни лица кои тоа ќе го дозволат. Во наредниот период мора да се работи на подигање на свеста, како кај родителите, така и кај децата од 12 до 18 годишна возраст. Ние сметаме дека пред се треба да се подигне свеста на родителите во однос на значењето и важноста на образованието на нивните деца, со оглед на тоа дека доколку тие го завршат нивното основно и средно образование и се интегрираат во самото општество, сметаме дека бројот на малолетнички бракови и малолетничка бременост во ромската популација ќе се намали. Во државата се уште нема официјални податоци за тоа колков е бројот на малолетници кои училишните клупи ги заменуваат со брак. На денешната пресконференција Општинската организација на СДСМ ги истакна проблемите на Штипјани предизвикани од последните дождови и оштетените улици со излеани атмосферски канализации. Од таму велат ке има ревизија за што и како се трошени парите на граѓаните. Голем дел од граѓаните на Штип со денови се соочуваат со проблемите што ги предизвикаа минуто неделните дождови. Причините за штетите што ги трпат граѓаните се уште поплавените улици, оштетени коловози и тротоари и излеани атмосферски канализации. Обвинија денес пред медиумите од Општинската организација на СДСМ. Тоа е резултат на непрофесионалните изведби,
лошо поставената атмосферски канализации и атмосферски шахти, како и запуштените канализациони системи. Ги знаеме проблемите и сакаме да порачаме дека ќе има промени на политиките и ревизија на работењето на досегашната локална власт. Ќе има ревизија зашто се трошени парите на граѓаните, ако градот Штип го блокираат само неколку часовни доштови. И како што има промени на централно ниво, ќе има и на локално ниво, со нови, одговорни представници на граѓаните, што ќе ги решаваат вистински нивните проблеми и ќе придонесат за квалитетен живот на сите граѓани. Оштетувањето на улиците од невремето на многу места е повеќе од очигледно. Во прилог можете да погледнете неколку фотографии на кои што се гледаат оштетувања на улиците, кои што пред се се предизвикани од затворање на атмосферските канализации. Овие проблеми се уште не отстранети и локалната власт се уште молчи. Од СДСМ 10 дни и во наредниот период ќе работат во прилог на решавањето на проблемите за поубаво живење на штипјани, а за ваквите гради слики ќе интервенираат да ги снема што е можно побрзо. Продолжуваме со Аграр. Дождовите се задоцнети за житните култури. Земјоделците ќе ги почнат подготовките за жетва. Очекуваат подпросечни приноси, а експертите велат дека во некои ниви ќе биде тешко да влезат комбајни. Дождовите задоцнија за спас на есенските житарици. Житата изгореа од сушата и минералните ѓубрива за кои немаше доволно вода да продрат во почвата. Состојбата за житариците во Штипска е незадоволителна. Дождовите кои што паднаа не се во време по години, велат експерти. Од тука оправдано е што некои земјоделци наместо да се подготвуваат за жетва, ги преораа нивите со жито. За жал оваа година ќе биде запаметена како многу лоша за земјоделците, не само за полјоделското производство, туку и за овие со долгогодишните насади. И се разбира дека самите мора да барат излез, бидејќи приход од пшеницата можеби да немаат. На висина од 20 на сантиметри од земја нема комбајн кој што би можел да влезе со хедера да зафати таа маса на производство кој што евентуално би произлегла. Од тука на располагање сега во овој месец им стојат некои култури кои што може да бидат застапени како што се гравот, како што спомнате вие, бостанот исто така може да дојде пред да се разбере, но и за тој треба вода. Онаму каде ќе има жетва се очекуваат подпросечни приноси. Земјоделците знаат дека ќе нема род и квалитет, ниту цена за произведеното, а трошоците веќе се направени. Самата пченица кога нема доволно влага, не може да направи голем прираст и не може да формира добар клас, братинките. И тоа што само се формира едно стебло и минимално што влече од корено за да направи некое зрно, али ќе биде многу тешко. Ќе има приноси некаде дали по 100 и по 50 кила по декар. Лани годината се погоди за житните култури. Приносите кај јачменот се движеа од 2500 до 3000 килограми од хектар. Пченицата даде род од 4 тони од хектар. Во Штипско и Карбинско поджитни култури се околу 6000 хектари. Спортскиот центар Автокоманда е пример како од депонија еден простор може да се претвори во урбан украс за одмор и рекреација. Јавното предпријатие ИСАР ќе се ангажира и населбата Пребег да добие сличен спортски терен. Благодарение на ангажманот на јавното предпријатие ИСАР и локалната самоуправа, спортскиот центар Автокоманда е украс за граѓаните на Штип. Просторот кој беше поранешна депонија сега е уреден, каде што граѓаните можат да рекреираат и спортуваат. Сите знаете дека претходно ова беше ругло, ова беше место каде имаше голем број на дрвја, каде беше градска депонија и сите луѓе овде го фрлаа своето ѓубре, така да не можеше да се помине, ноќно време беше страшно за минување. Благодарение на локалната власт, благодарение на макотрпната работа, успеавме да направиме 2 спортски игралишта, успеавме хортикултурно да го средиме овој дел, успеавме да посадиме трева, успеавме да средиме
да изградиме еден летниковец, направивме едно капче за најмалите, така да јавното предпријатие Сарово редовно го одржува, го коси, го чисти, го држи во функција, веќе постои 3 години. Ова е еден од првите проекти кои што ги направивме, но не и последен. Сакам да најавам дека ќе има и други голем број на вакви проекти, односно на запуштени краеви кои што ги има во нашата општина, да прераснат во убави паркови и игралишта. Спортскиот центар Автокоманда редовно се одржува, а наскоро овде ќе бидат изградени и соблекувални. Се одржува овој спортски центар на завидно ниво, значи како што никогаш досега не е било. Морам да кажам дека термините се веќе земени и останаа неколку термини слободни за одигрување на спортските надпревари на малиот спортски центар Автокоманда. Во догledno време, во разговор со градоначалникот на општина Штип, се предвидува да се направат трибини од оваа лева страна, од оваа страна, а од оваа страна соблекувални. Така што овој спортски центар со оваа програма ќе биде и комплетиран. Бојджиев нагласи дека сличен ваков спортски центар ќе се гради и во населбата Пребек. Наредно, јавното предпријатие Серкале што ќе направи паркова површина ваква е во Пребек, затоа што има голем број на барања од самите граѓани кои што живеат во Пребек, да се направи и канифено вакво капче, како што направивме овде во Автокоманда, за да можат и да уживаат во убавините кои што ги прави локалната власт. Сите новоизградени спортски терени во Штип, екипите на јавното предпријатие ИСАР редовно ги одржуваат, се коси тревата, а се обновува и урбаната опрема. Фудбалските прволигаши го одиграа најатрактивното и со голови најберикетно коло. На 5 надпревари беа постигнати дури 25 голови или во просек по 5 голови на надпревар. На едно коло до крајот на прволигашката сезона, фудбалските стрелци распале со сите расположиви нишански арсенали, просто решетајќи ги голманските мрежи. Дури 25 голови или во просек по 5 голови на меч беа постигнати на 5-те надпревари, од кои најберикетно беше во Ѓорче Петров и во Тетово, каде што гледачите видеа севкупно 16 голови, по 8 на двата надпревари. Македонија Ѓорче Петров ја торпедираше Брегалница со резултат 5:3, додека Ренови Шкенди одиграа нерешено 4:4. Еве ги комплетните резултати од ова 35-то коло. Силекс Шкупи 1:0, Пелистер Вардар 2:3, Ренова Шкендија 4:4, Работечки Победа 0:3 и Македонија Ѓорче Петров Брегалница 5:3. Темелков, Наумов и Миовски беа стрелци за Брегалница. Табела: Вардар е прв со 82 бода, втора Шкендија 67, трето место Работнички 54, четврто место Пелистер 52, петто место Ренова 49, на шестото место Силекс има 46, седмо место Победа 41, осмо место Шкупи 36, девето место Македонија Ѓорче Петров 22 и на последното 10-то место Брегалница со 21 бод. Надпреварите од последното 36-то прволигашко коло ќе се одиграат веќе во среда 31 мај, во која екипата на Брегалница на градски во Штип ќе се сретне со екипата на Работнички од Скопје. Кадетките на УГД студент од Штип се вице шампиони на Македонија во одбојка. Тие во финалето што се одигра во Струмица загубија од домаќинот Наковски волеј со резултат 3:0 во сетови. Одбојкарките на УГД студент со гореа во желбата да станат шампионки на Македонија во кадетска конкуренција. Цела сезона одигра велемајсторски, сосема заслужено се изборија за пласман во самото финале кој се одржа во Струмица. За противник има домашната екипа Наковски волеј. Во мощни, пријатни и френетична атмосфера и во одлична организација на домакините се чини решавачки беше првиот сет. Одбојкарките на УГД студент има предност од дури 5 поени во самиот финиш, но сепак сетот го загубија на разлика, односно 26:24. Во вториот сет повторно се водеше голема борба, која заврши со резултат 25:23 за Наковски волеј. Во третиот сет резултатот беше 25:20 за кадетките на Наковски волеј, пошто започна големото славје на струмиченки за шампионската титула. Сосема заслужено шампионскиот пехарки ги краси витрините на Наковски волеј, екипа која е релативно млада на македонските простори, но со одлично организирана работа донесува вредни резултатски плодови.
Одличен успех е и вице-шампионската титула на штипските одбојкарки, кои се ова докажуваат дека во континуитет се во самиот врв на македонската одбојка во скоро сите возрастни категории, и во женска и во машка конкуренција. Вообичаено на крај специјалната жури комисија за најдобри во финалниот меч ги прогласи одбојкарката на Ана Фасулева кај Наковски волеј и Моника Паскова кај Угада студент. Во организација на Општина Македонска Каменица и културно-информативниот центар Романса се одржа традиционалниот меморијален турнир Миле Јаневски Джингер 2017. Традиционално Македонска Каменица како општина и културно-информативниот центар Романса го организираат меморијалниот турнир Миле Јаневски Джингер 2017. Годинава на турнирот на кој се застапени повеќе дисциплини, имаше помалку екипи и поединци, но затоа пак беше далеку поквалитетен. Во мал фудбал имавме 6 екипи пријавени, во ракомет имавме 3, во баскет 5, машка конкуренција, во женска конкуренција 4 и поединечните спортове имавме пинг-понг и столни и тенис. Во тенисот беа 16 машки, конкуренцијата беше 16 души, а во женска конкуренција имавме 4. Како и секоја година, присуството на турнирот беше масовно, во многу масовен број, од сите, од Македонска Каменица претежно. Конкуренцијата, како што кажав, беше по-јака, затоа што беше помал број на екипи и како и секојаш првонаградните ги освоја по-квалитетната екипа, по моје мислење. Вообичаено на турнирот беа прогласени и најдобрите екипи и поединци. Во баскет машка конкуренција првото место го освои екипата на Клиф оф Мохер, додека второ пласирана беше екипата на Коце Комерц. Во баскет женска конкуренција победи екипата на Ресторант Шизик, додека второто место го освои екипата на Пајо Го. Во пинг-понг поединечна конкуренција победник беше Антонио Димитровски. Во тенис машка конкуренција, во поединечна конкуренција победник беше Дарио Стојковски, додека во женска конкуренција победи Анастасија Стојковска. Најдобрите поединци и екипи на меморијалниот турнир Миле Јаневски Джингер како награда од организаторот добиваат викенд патување во Охрид. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание. Довидување.